Мицковски има, ми се чини едната година од прилика 3 избори. Што може да ги направи и може би ја потполно грешам, но еве ќе се охрабрам да ги кажам кои се тие 3 потенцијални избори. Прво, и покрај негирањата и покрај цврстиот став дека тоа не е така и така натаму, следната година е година потенцијална за воредни парламентарни избори. Биќе мислам дека кога некаде кон средината на годината ќе се натрупаат сите овие проблеми за кои што говориме, значи една меѓународна безизлезност, финансиски крах, соочување со ветувањата што ги даде за донесување овдека, како викаат, не мигранти, туку економски работници и така натаму, Мицковски ќе дојде во ситуација кога ќе помисли дека може би тоа треба да се прави со еден нов мандат доколку го добие на воредни избори. Втората опција која што исто така ми се чини дека не е сосема неверојатна, тоа е Мицковски да се повлече од политиката. Јас тоа не верувам. Бидејќи знаеш како го гледам дека он е во суштина невесел. Он се повеќе добива некаква, во себе гледа како некаква историска личност која ќе треба да решава проблеми и така натаму, а некои од проблемите што сам ги создаде не може да ги реши. И бидејќи мислам дека неговиот карактер, а и околината во која се наоѓа, бидејќи таму околу него има секакви, некои од нив му играат и на глава и како што треба, нели така, не би исклучил сосема дека ќе излезе и каже, видите, од мене толку, од тука без мене, бидејќи ја реков дека ја додека сум ова и така натаму. Тоа е таа прва лица еднина на политиката. А третата варијанта е да продолжи ова што ни се случува со клатење на вагонот на возот кој не оди нигде, стои у место, ама ќе се задолжуваме од тие пари и понатаму како и досега ќе се губи трагот на добар дел од тие пари. Знаеш како пари во светот има колку сакаш. Така што не е проблем да се најдат 2, 3, 5 милиарди, сега се надевам дека не да дојдат до 5 милиарди, но ќе финансираат овој тип на, ќе продолжиме со ова дневно по 3 пресконференции, едните, другите плукања, овој, а вие кога бевте, ние кога бевме ова за така натаму и така натаму. Ова сето го кажувам бидејќи не верувам дека ова СДСМ кој сака да се представи како најголемата опозиција во државата, дека е во ситуација да се консолидира едната година. Меѓутоа, во политиката понекогаш треба да помине време за да некои работи што се вака на прв поглед видливи, да станат јасни.